Почитувани гледачи, еве неповторно назад во живо студиото на МТМ телевизија. Продолжуваме понатаму со интересните содржини и интересните гости кои што ви ги најавив уште на самиот почеток. Сите оние кои што редовно не следат сигурно веќе знаат за кого станува збор и знаете дека секогаш имаме ексклузивни гости. Чест ми е што денеска до мене во студиото е една млада поетеса која што доби една значајна награда и токму тоа денес е убавиот повод за таа да ни гостува во нашата емисија. Станува збор за Николина Андова. Добар ден, Николина, и добро ни дојде. Добар ден, добро ме најдов. Така, со оглед на значајната награда Мостови на струга, која што за прв пат еве еден македонски поет ја добива на Струшките вечери на поезијата, сигурно веќе си позната на македонската јавност, меѓутоа ајде накратко да им објасниме на нашите гледачи која всушност е Нина Андова. Не мислам дека сум позната на македонската јавност, со оглед на тоа дека многу малку ја имам представувана мојата поезија предходно, пред оваа книга, што беше нели моја прва книга. Имам учествувана на многу мал број на книжевни читања низ градов. Немам до сега објавувано, како што кажав, ниту во списанија. И ја имав таа можност да бидам учесник на Струшките вечери на поезијата во 2011 година, кога дел од мојата хаику поезија беше вклучена во новиот македонски хаику бран. Тоа беше антологија од хаику поезија и мислам дека ова е мој прв исчекор во Така, меѓутоа еве сега има одлична можност да те запознае пошироката јавност и на вистинскиот начин се промовираш пред сите да те запознаат со твојата поезија и понатаму ќе очекуваме уште интересни книги од тебе. Нина, интересно ми е да те прашам секако од кога кај тебе се појави љубовта за поезијата и кога еве за прв пат напише нешто, не мора да станува збор еве за професионалното пишување, меѓутоа кога еве за прв пат напиша песна. Да, па веројатно литературата била од секогаш присутна во мојот живот. Се сеќам дека уште само што научив да пишувам, веќе почнав да шкрткам нешто, да пишам некои песнички кои што нели порано беа по некои зададени теми, за татковината, другарот Тито и така натаму. Така што мојот прв контакт со поезијата беше кога еднаш претурајќи по мојата домашната библиотека, бидејќи од секогаш сум имала страст кон книгите, случајно ја најдов книгата на Ристо Јачев, тоа беше книгата Димна гора. Јас бев многу малечка, воопшто и не го разбирав тоа што го читам, меѓутоа токму во таа неразбирливост беше мојата фасцинација од поезијата. Поезијата е се служи со говор кој што нели не е стандарден и мислам дека тоа делуваше на мене како некој магиски чин. Така што тука некаде почна мојата фасцинација со пишувањето и поезијата. Како што кажав, бев многу мала и воопшто не можев да ја прочитам книгата на вистинскиот начин, како што ја читав години подоцна, секако после таа книга дојдоа многу нови автори, многу нови книги, разни поетски превребнувања и така натаму. Така. Дали пишуваш стрикно поезија или можеби еве досега имаш вработени и на некои други правци во литературата и доколку немаш, дали во иднина планираш еве да напишеш можеби некое прозно дело? Имав некои обиди во тие тинеџерски години да пишуваме некои кратки прозни форми, меѓутоа се задржав на поезијата. Верувам дека кога просторот ќе ми стане премногу тесен да го изразам она што сакам да го соопштам во поезија, ќе можеби би посегнала по некоја друга форма. Така, меѓутоа имаш во иднина уште многу да пишуваш поезија, да се изразуваш преку поезијата, па здравје, може да те очекуваме и со некое, како што кажавме, прозно дело, зашто да не. На соглед на тоа што еве си прв добитник од Македонија на оваа значајна награда, како што напоменав и на самиот почеток, што досега ја добиле познати еминентни автори ширум светот, како се чувствуваш? Што значи еве оваа голема награда за тебе? Беше огромна и се уште е огромна радост и огромна чест, поготово затоа што се работи за моја прва книга и затоа што воопшто не ја очекував оваа награда. Книгата излезе некаде крајот на април, имаше својата промоција некаде кон крајот на мај.
Сите тоа помина убаво благодарение нели на сите присутни што беа Младинскиот културен центар и некако мислев дека и оваа книга ќе биде дел од оние книги со кои што ќе можам да комуницирам само со со пријателите, со познаниците, затоа што голем број на книги остануваат невидливи поради тоа што многу слабо се чита поезија во нашава земја. За жал. И затоа воопшто не очекував дека токму јас ќе ја добијам оваа награда. За оваа награда нема конкурс и бев многу пријатно изненадена кога слушнав дека јас сум добитникот. Тоа и тоа како мотивирачки за понатаму. Така. Интересно ми е да те прашам што беше инспирација да ја напишеш оваа книга Влезоте од другата страна, која што еве доби толку голема награда? Па не верувам во инспирација, верувам во мигот. А најдобро за тоа можеби ги поканувам читателите и оние што ја сакаат поезијата, па и оние што не ја сакаат да и дадат шанса, не само на да ја засакаат. Да, не само на оваа книга, има толку добри книги, поготово од младите, помладата генерација на автори, и ги поканувам да прочитаат и да се создадат свој личен однос со неа. Така, Нина, дали моментално работиш на некоја нова книга, на некоја нова збирка поезија? Па да, бо јас постојано пишувам и верувам дека и она што сега го пишувам ќе биде заокружено во некоја книга кога ќе дојде време за тоа. Така. Дали во иднина, еве, те прашав еднаш, меѓутоа планираш стриктно во блиска иднина да се посветиш само на поезијата? Кажа дека не е многу застапена во Македонија, па дали токму тоа е причината што се одлучи токму за поезијата и ќе ја негуваш и понатаму? Поезијата е застапена, има, само што е мал број на читатели. Има многу мал број на читатели. И мора да се направи нешто и да се делува поготово врз помладата читателска публика, да и се вратат на поезијата, затоа што таа има многу да понуди, поготово денес. Знаете, обично кога се зборува за поезијата се мисли дека е тоа некоја мртва уметност, нешто што е анахроно и ретро уметност, меѓутоа не е така. Денешната македонска поезија и тоа како жива и возбудлива. Така, Нина спомена во разговорот дека промоцијата на книгата Влезоте од другата страна била негде во месец мај. Да. Какви беа реакциите еве од познати од критичари веднаш после промоцијата, а какви се можеби сега, дали се разликуваат од кога веќе твојата книга доби таква значајна награда? Па, во Македонија нема некоја литературна критика. Еве, јас до сега немам ништо прочитано за мојата книга, освен она нели што беше кажано на промоцијата и оној мал фрагмент благодарение на поетот Никола Маџиров кој што стои на книгата. Литературната критика во Македонија е инцидент. Обично им се обрнува внимание на некои веќе етаблирани автори, а за жал што помалку се вреднуваат делата на помладите автори. Така што мене ме радува секоја критика. Мислев дека оние реакции што ги чув на почетокот, нели првите реакции после промоцијата што ја спомнавме, ќе бидат единствените и дека тука некаде ќе заврши таа приказна. Меѓутоа еве книгата се живее и понатаму и тоа посебно ме радува. Така, еве верувам дека со оглед на тоа што сега многу луѓе слушнаат за книгата, кажа и ти порано дека не си се експонирала многу во јавноста, не си експонирала твојата проза, твојот пишан збор. Сигурна сум дека после ова многу луѓе ќе ја прочитаат, па дај Боже ќе имаме и уште позитивни критики. А Нина, еве предлагам да чуеме нешто од твојата прва книга, како што кажавме, првата поезија книга, да слушнеме еве по избор 2-3 песни од неа, да ги запознаеме нашите гледачи, можеби токму преку овој миг да ги натераме да ја земат во раце, да ја прочитаат. Ви благодарам. Ќе прочитам некои песни по случајен избор, каде што ќе се отвори книгата. Ете, се отвори кај песната насловена како Лица. Ги забораваме нашите брчки во макетите од картонски луѓе без лица. Во забавните паркови во кои луѓето ги ставаат своите глави за да се фотографираат, бидувајќи барем за миг некој друг. Ги губиме нашите лица по темните комори на оние со кои некогаш сме биле. Закачени со штипки, висиме со кожа блескава и сјајна, додека некаде на некое друго место некој ги развива нашите фотографии, со лише и брадавици на образите, како мофта и камчињата по планините, кои се видливи само тогаш кога се качуваме по нив. Ја враќаме невиноста на нашите збрчкани лица, кога седнуваме пред уличниот карикатурист и чекаме
да ни го подаде листот. Така, тоа е една прекрасна песна. Се надевам дека нашите гледачи уживаа во неа и веќе имаме можност да слушнеме уште една или две. Како што кажавте, по случаен избор, бидејќи случајноста секогаш е навистина интересна и пријатна. Повели. Книгата се отвори на 50-та страна, каде што се наоѓа песната за пасвордот по Џибран. Песната почнува со фрагмент од познатиот поет Калил Џибран. Полнете си еден на друг чашата, но не пиете од иста чаша. Давајте си еден на друг хлеб, но најадете од истата погача. Пејте и играјте заедно и бидете радосни, но нека секој од вас биде и сам. Како што жиците на лирата стојат одвоено, а сепак треперат со истата музика. Калил Џибран. Во една статија на интернет прочитав дека многу љубовни парови си ги знаат пасвордите на мејловите, дека си ги разменуваат меѓусебно како знак на доверба и сигурност. Да бев мудрец како Џибран, а не сум, ќе додадев. И праќајте си еден на друг мејлови, но не делете го пасвордот, зашто и човекот и земјата се хранат едно од друго, а ја чуваат тајната за почетоците, секој својата. Така, ова беше доста интересно. Нина, јас со нетрпение чекам еве да издадеш нова книга, да уживаме во неа и здравје, еве да имаме уште една убава причина да ни гостуваш во нашата емисија. Еве за крај да те прашам, сигурна сум дека секој еден писател, секој еден музичар има можеби свој идол или некој на кого се огледува. Кој е твој омилен автор? Има многу омилени автори и од нашава земја и од светот. Ако почнам да ги редам, веројатно листата ќе биде предолга и сигурно ќе испуштам некого, па ќе ми биде криво подоцна заради тоа. Ете, можам да споменам еден од светските автори, чишто книги се секогаш некаде околу мене, книги кои што ги носам на сите мои патувања, тоа е Ален Боске. Така. Нина, јас ти благодарам за твоето денешно гостување. Ти посакувам многу успех понатаму на професионален план, на личен план и еве убаво да поминеш и за време на доделувањето на наградата на Струшките вечери на поезијата. Па се надевам еве дека ќе имаме, како што спомена, уште вакви интересни и добри поводи за гостување. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, вие останете со нас, бидејќи емисијата секако не завршува тука. Имаме подготвено уште интересни информации за вас, но продолжуваме по една кратка пауза. Во продолжение го гледаме телешопингот. Уживајте!